Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Писма до светските водачи. तू जो मद्दे नजर नहीं होता Писмо до канцеларката на Германија. До нејзината екселенција, канцеларката на Германија Ангела Меркел, улица Вили Бранд 1, Берлин, 15 април 2012 година. Почитувана канцеларке, во светлината на исклучително загрижувачката состојба во светот денес, сметам дека е неопходно да ви пишувам. Како канцеларка на Германија, држава која има значајна мок и влијание во светот, вие имате овластување да носите одлуки кои ќе влијаат на вашата држава и на целиот свет. Денес, кога светот се дели на блокови, кога расте екстремизмот, а финансиската, политичката и економската ситуација станува се полоша, постои итна потреба да се отстранат сите видови на омраза и да се постават темелите на мирот. Ова може да се постигне само со почитувањето на чувствата на сите луѓе. Меѓутоа, бидејќи тоа не е направено како треба, искрено и безпрекорно, светската ситуација излегува од контрола. Гледам дека барањата на правдата не се исполнети од страна на повеќето нации и како резултат на тоа, веќе е поставен темел на уште една светска војна. Многу земји, и големи и мали, сега имаат нуклеарно наоружување. Според тоа, ако сега избие светска војна, веројатно нема да се води со вообичаено оружје, односно тоа ќе биде атомска војна. Уништувањето кое ќе следи од нуклеарниот судир ќе биде потполно разурнувачко. Неговото дејство нема да биде ограничено само на непосредните последици. Всушност, и идните генерации ќе бидат погодени со неговото долгорочно делување и децата ќе се раѓаат со сериозни медицински и генетски недостатоци. Поради тоа, јас верувам дека за воспоставувањето на светскиот мир е потребна вистинска правда и почит кон сите чувства и религиска пракса на сите луѓе. Почитувам што многу западни земји великодушно им дозволиле на луѓето од сиромашните и неразвиени земји, меѓу кои се наоѓаат и муслиманите, да се сместат во нивните држави. Несомнено дека постои малцинство на муслимани кои се однесуваат потполно, непристојно и кои создаваат недоверба во срцата на луѓето во западните земји. Меѓутоа, треба да биде јасно дека нивните постапки немаат никаква врска со исламот. Таквите екстремисти не го сакаат вистинскиот чесен пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем, кој на светот им донел порака на мир, љубов и помирување. Навистина, постапките на само малкумина залутани, погрешно упатени луѓе не треба да се злоупотребуваат како причина за неубави приговори до нашата религија и не треба да се навредуваат чувствата на повеќето искрени и невини муслимани. Мирот во општеството е двонасочен процес и може да се постигне ако сите страни се умерени и работат на взаимно помирување. Поради недоверба во срцата на луѓето од запад, наместо односите меѓу нациите и луѓето да се поправаат, реакцијата на оние кои не се муслимани се влошува од ден на ден и се создава јазот меѓу муслиманскиот и немуслиманскиот свет. Гледаме дека поради таквите несоодветни однесувања на одредени муслимански групи, предноста им е дадена на интересите на главните сили, а не на искреноста и правдата. Одредени моќни држави во светот сакаат да го задржат лесниот пристап до богатствата и ресурсите на одредени земји и со тие исти ресурси сакаат да ги избегнат конкурентите. Понатаму, главен фактор кој ја прави позадината на сегашните политички околности во светот е економската пропаст, која не влече кон уште една светска војна. Ако вистината излезе на видело, тогаш некои од овие земји би имале корист една од друга
на праведен начин со формирањето на соодветни индустријски и економски врски, засновани на честно тргување. Тие не би се обидувале да извлечат незаконска корист од нивните ресурси, туку наместо тоа би настојувале да се здружат и взаимно да се помагаат. Накратко, нередот кој преовладува денес во светот се потпира на потполниот недостаток на правда, што предизвикува голема загриженост и вознемиреност. Затоа, мојата молба до вас е да се борите колку што можете да го спречите избивањето на светска војна. Искористете ја сета своја енергија, ресурси и влијание, светот да го спасите од ужасните разурнувања кои се укажуваат пред нас. Според извештаите, Германија ќе го опреми Израел со 3 модерни подморници, кои ќе бидат опремени со атомско наоружување. Еден германски професор изјавил дека таквата одлука ќе послужи да ги разгори веќе затегнатите односи помеѓу Израел и Иран. Мораме да запомниме дека атомско оружје немаат само големите сили, туку и релативно малите земји. Она што е загрижувачко е дека водачите на тие земји најчесто се луѓе кои лесно се фаќаат за оружје и не се грижат за последиците од употребата на таквото наоружување. Затоа моето понизно барање кон вас е да настојувате колку можете да го втемелите мирот во светот. Ако не успееме во оваа задача, нема сомневање дека нуклеарниот судир ќе предизвика уништувања кои како последица ќе имаат генерации и генерации, што ќе се раѓаат со недостатоци и кои никогаш нема да ни простат што сме ги вовеле во глобална катастрофа. Нека се мокниот Бог ве оспособи и сите светски водачи да ја сватите оваа порака. Со најдобри желби и молитви. Искрено ваш, Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. मरहला कोई सर नहीं होता।